Таман сме, така? Можеме, Жика? Добро, супер. Океј. Здраво на сите. Ако има некој надвор, може и да допуши цигарчето и полека да се собираме. Океј. Пред се, многу голема благодарност што и во толкав број се собравме крај на месец мај. Обично негде после средина на мај ни прекршува, нели, она доаѓа летна сезона, па сме помалку бројни во однос на комјунити активностите. Јас верувам дека ќе направиме средба и во јуни месец, ама за тоа ќе известиме на социјалните мрежи. Али генерално фала ви многу на времето и се радувам што гледам толку народ за AI, за AI агенти. Можда прехајп тема, али генерално мислам дека ќе биде стварно квалитетно поминато време заедно. Инаку настанот е организиран од страна на македонската .NET заедница, Macedonian .NET Community, и во соработка со Base 42 кои ни го возможуваат овој простор. Денеска е месечна средба мајска и на сцената ќе настапам и ќе имам чест да настапам заедно со Дуле. Зошто интересна средбава? Заради тоа што јас генерално начнав нешто за AI агенти и почнавме да дискутираме на Global Azure, кој се одржа на 10 мај. Колку од вас беа на Global Azure, ме интересира? Чисто онака кренете рака. Не ви спрашувам дали сте дошли или не. Океј, чисто да имам од прилика представа во која насока да одам со презентацијата. Не е истата, значи тие што сте биле, нема ви е залудно потрошено време, али да знам од прилика кај да движиме. Инаку, муаветот ми беше дека јас имам нешто недокажано, од друга страна и Дуле има нешто што не го докажа, односно со она што го презентираше како генератор на код, или DAPI, ќе видите покасно вториот дел од презентацијата. Така ја отворивме уствари 2025 година. Дуле ни беше човекот кој отвори 2025 во јануарска сесија. Така што денес ќе има простор да веројатно го затвори, предпоставувам дека ќе го затвори овој дел од сезоната во пресред на лето. Така да ние двајца ќе бидеме денес говорници и се надевам дека ќе си поминеме супер, ќе се издружиме и ќе имаме што да споделиме меѓу нас. Инаку настанот, како што успеавте да видите, предпоставувам и заради тоа сте тука, е генерално подржан од Microsoft Community-то. Ова е настан што се одржува исто така глобално, налик на Global Azure во некоја поминималистичка форма. Станува збор за сезона на агенти. Моментално е 4-то издание, трае од април до јуни. Зошто е важно? Значи тука ви оставам одредени ресурси, значи ќе има и презентацијата, затоа што може да ги посетите, се јавни ресурси закачени на Git. И секоја сезона е практично итеративно додавање на контент во контекст на имплементација на AI агенти. Не само за Azure AI Foundry, туку и за GitHub Copilot, она што го збореа Марко и Бојан на Global Azure. Исто така имаме дел за начинот на кој се дизајнираат агентите, за AI асистенти и така натаму, вклучувајќи ги и AI сервисите, значи како простор за интеграција. Исто така, ова прилика сакам да искористам до сите што дојдоа на Global Azure, да се заблагодарам за вашата поддршка, за она што бевте дел од овој настан и до сите што бевте виртуелно дел од настанот. Настанот се стримаше, снимка да имаме на YouTube. Тие што заради некоја случајност го пропуштија, може слободно да го погледнете на YouTube каналот на Base 42. Верувам дека ќе уживате, затоа што имаше фантастични теми, си поминавме супер. И генерално мислам дека и верувам онака со цело срце дека помогнавме, затоа што настанот беше прв Global Azure светски од хуманитарен карактер со цел помош и поддршка на загинатите, меѓутоа и на оние кои моментално се борат за својот живот, предизвикано од несреќата во Кочани. Таму завршивме некаде во Rabbit Hole. Значи завршивме, дискутиравме за агенти, како може да дизајнираме агенти, и дојдовме до некоја точка на Rabbit Hole, зашто бев под притисок на време, денес Латех го нема, затоа ќе се обратам вака директно, ќе му го спомнам името, за кога ќе гледа снимката да станува од стола, ама да не може ништо да направи. Денес имам време, ама нема да зборам премногу, се надевам дека ќе имам материјали за follow-up средба, за да остапам простор нели на Дули и да имаме простор да се издружиме, али генерално тргнувам од поентата како можат агентите да ни помогнат. Таму на Global Azure зборнавме за одредени имплементации, за одредени дизајн патерни. Денес сакам малце да влезам во делот на техникали како може да ги искористиме за да направиме нешто интересно. Главниот концепт врзан со AI агенти, каде што практично многу луѓе имаат забуна
како всушност се инкорпорира и како работи, е концептот наречен function calling. На Global Azure поминав низ една хронологија на настани, кога излезе, како излезе и така натаму, нема да навлегувам дополнително. Меѓутоа е имплементација која овозможува дополнителни sources of truth, значи сорсови на вистина за самиот LLM модел, без истиот да повикува функција или да извршува одредени методи. Многу луѓе ова го сваќаат како function calling, дека LLM-ите може да повикуваат одредени API-ња или функции, или да се врзат со одредени извори, или да се интегрираат со одредени AI сервиси. Тоа е фундаментално погрешно. Зошто? Заради тоа што large language моделите, како NLP имплементација out of the box, прават prediction на следниот токен, односно на следниот збор. Начинот на кој се имплементира functional calling е апликативен. Че ние зборуваме за инженеринг околу самите large language модели. Каков е тој инженеринг? Значи large language моделите, односно системите изградени како агентите, системите изградени on the top of large language модели, имаат рамка преку која можат да знаат што е достапно како source за да го искористат да одговорат на прашањето. Ако се функции, го знаат descriptionот на функцијата. Меѓутоа, експлицитно не извршуваат функција. Значи, кога ќе дојде user prompt и кога ќе се, например, барам временска прогноза и знам дека има API за временска прогноза, моделот препознава дека има API за временска прогноза, прави екстракција на она што го прашал корисникот во сооднос на шемата која е поставена, значи нели API за прогноза има локација веројатно или longitude, latitude, така параметри. Он ќе ги препозна и ќе ги даде на апликативен дел на инженеринг со цел да се изврши API или одредена функција native во рамки на кодот, ќе го врати функцијата резултатот и моделот резонира. Меѓутоа се нарекува functional calling и претпоставувам дека заради тоа е оној misunderstood во однос на терминолошката и фундаментална природа како овие работи работат. Во однос на Azure AI, значи денес ќе се посветиме на Azure AI, мада јас ќе спомнам веројатно и други концепти. Свесни сте и сме дискутирале многу пати, јас ноември отворив со Azure OpenAI сервис, па потоа имаме Assistance, сега веќе го имаме Foundry како хаб и цела палета на интеграцијски сервиси, вклучувајќи го и Azure AI Search како векторска база и провайдер, со цел, нели, и инкорпорација на модели, foundational и open source модели од модел каталогот за добивање на функционалности кои се Copilot-like. И генерално Copilot е производ на ова што моментално е технички стек на страна на Azure. Како изгледа сликата малку подолу, односно на ниво на SDK, може да видиме дека практично се уште го имаме Azure OpenAI и Assistance API-то и денес ќе го презентираме Azure OpenAI, односно Agent сервисот, кој во комбинација со моделите кои се провайдираат како сервис, како проширен модел каталог, со инкорпорација на Hugging Face, со моделите на OpenAI заради партнерството кое го има Microsoft со OpenAI и така натаму, ни даваат можност да го зголемиме екосистемот, односно ги прошириме агентите со тоа што тие ќе можат да пристапат до различни сорсови на информации, ќе може да пристапат до Fabric, до SharePoint, ќе може да го искористат Azure AI Search како што го користевме, меѓутоа и да извршуваат акции како што се Logic App, како што се функции кои ние ги куцаме, како што се API-ња кои се специфицирани по Open API стандард и custom имплементација исто така. И генерално сликата ќе ја симплифицираме и ќе кажеме дека можеме да работиме со инструкции кои секако им ги даваме на моделите во вид на системски промпт. Имаме модели кои нели ни ја бркаат оваа работа и кои се нели хайпот и она што се случува моментално и disturbtive technology. И нормално работа со податоци и интерпретери на код, функции, API-ња, интеграција со други алатки како Logic Apps и така натаму. И сега фингерпринтот на агентот генерално не е нешто екстравагантно, не е нешто што не можеме да го сватиме. Значи станува збор за модел, односно врапер на модел со инструкции кои треба да извршат одредена задача. Која е разликата од агент до асистент? Разликата е дека агентите генерално можат, меѓутоа и не мора да знаат што можат да извршат се додека не стигне промпт кај нив. Инаку комуникацијата се одвива во тредови. Тредовите се всушност 1/3 секвенца на претходни пораки, кои практично виреат во ова така наречено ран, каде што се всушност повикуваат call интерпретер може да биде повикан, функција може да биде повикана и се она што го спомнавме претходно. И на Global Azure генерално застанав тука кај multi-agent патернот, затоа што верувам дека агентите како агенти сами по себе не може да ни ја завршат работата онака како што сакаме ние перформмантно.
Односно, јас малце гледам низ призма на ние како луѓе како размислуваме. И на Global Leisure кажав, ако сега на секој од вас му дам 100 книги и го прашам за одредена работа поврзана со тие 100 книги, несомнено дека ќе ми одговорите на тоа прашање. Меѓутоа ќе ви треба време. Или ако ве прашам нешто што го има во повеќе од една книга, пак несомнено дека ќе ми дадете одговор, меѓутоа најверојатно ќе имате дилема од кај да го извлечете сорсот на информација за истиот тој одговор и така натаму. И сега ако на тие 100 книги дадам уште 100 книги, тогаш веќе ситуација настанува нели угушување, така, ни доаѓа онака као преку глава. Истото се случува и со агентите, односно доколку системот го базираме на еден агент. Не дека не може, меѓутоа идејата е тука да ви покажам денес нешто на кое работам и кое се вика специјализација на агенти и нивна комуникација со цел извршување на одредена задача. И генерално она што претходно го представив на сликата како фингерпринт, тука е представено како враперче, значи имаме агент за планирање, агент за извршување, може да бидат најразлични агенти за пишување и така натаму, кои комуницираат со корисникот. Комуникацијата може да биде полуавтоматска, комуникацијата може да биде и автоматска. Од кој аспект ви го кажувам ова? Од аспект дека може да бара дополнителни информации од нас во текот на комуникација, меѓутоа и не мора. Може да се ја заврши работата самостојно. Она што е интересно е дека Microsoft портфолиото постојано се зголемува. И гледаме дека цело време имаме сервиси кои прават абстракција на вештачка интелигенција на највисоко ниво. Значи ние генерално денес не се замараме, не дискутираме со како да преведеме текст од фактура. Имаме Optical Character Recognition вграден во Document Intelligence, кој е сервис out of the box провайдиран од страна на клаудот, на клауд провайдерот во случајов Microsoft. Имаме speech to text, имаме text to speech, имаме видео индексирање и така натаму. Сите овие сервиси се нарекуваат когнитивни сервиси, односно се нарекуваат когнитивни сервиси, сега веќе се нарекуваат AI сервиси и може да се интегрираат во флоуто на апликацијата, односно во делокругот на работа на самиот агент. На Global Leisure презентирав две стратегии, сам си ги именував, ви кажав дека едноставно така ми дојде природно. И ќе ви го покажам кодот во однос на истите и ќе рануваме одредени примери и ќе продискутираме на истите. Значи Shared Context Strategy покажав како повеќе агенти може да комуницираат на база на Correlation ID. Значи што се случуваше, ние пуштавме одреден промпт, сакам да научам за Semantic Kernel, апликацијата што правеше, користеше агент кој прави prompt enhancement, чита од постоечка база на податоци векторска, го проширува малку промптот, го праќа на планер, планерот врз основа на она што сакам да го направам, ми крира план како да го направам. Сето тоа го запишува во централна единица, тука е Mongo, може да биде Redis, може да биде Dragonfly, може да биде Azure Service Bus, може да биде што год ви паѓа на памет од Q механизам или Cache Store механизам. За потоа да го земе екзекутор, да напише execution план и тој execution план да го напише со помош на друг агент со кој има direct handshaking. Ќе го покажам во код. А тој друг агент всушност го пребарува интернетот и наоѓа сорсови на информации кои се релевантни за она што сакаме да го научиме. И практично со ова сакам да покажам еден систем кој може да ни креира планови како ние да учиме врз основа на еден промпт како јас сакам да учам за Semantic Kernel. И затоа е нареков Share Context Strategy, затоа што генерално целата комуникација и разбирање помеѓу агентите, јазикот на кој комуницираат се нарекува Correlation ID и живее во некој Cache Store. Од друга страна, денес имам исто така нешто интересно да ја покажам како апгрейд на тоа на Global Leisure, за да не биде истото нормално. Моментално работам на дизајн на фреймворк со кој развивам прототипи за брз time to market, не со цел замена на девелопери или инженери, не навлегувам во тој дел или во таа дискусија. Ако ме прашате, не знам. Имам мислења, ама не знам експлицитно. Али генерално развивам workflow со кој можам да го максимизирам начинот на кој можам една апликација или прототип или MVP или POC или POV, како год да го наречеме, да го донесам до потенцијални корисници или до пазар. Без притоа да требаат 10 фронтенд луѓе, 10 бекенд луѓе и така натаму и така натаму. Всушност тука работата се сведи на колку е добар контекстот, колку се добри промптовите, колку е добра идејата што сакам да имплементирам. Така да тоа е начелно што сакам да ви го покажам, односно како еден систем на анонимизирани роли градат прототип на апликација и како тој прототип на апликација изгледа доколку го пуштам со поголем број на токени во пракса, со цел да видите всушност вистинската мок на целото ова, како систем, како функционира. Сега ќе се обидам, тука малце ми е тесно. Значи вака. И ќе зумнам, само да се наместам.
Значи генерално спомнавме делот за како агентите функционираат. Значи јас користам semantic kernel, може да користите и Autogen. Имам користено Llama Index, имам користено LangGraph, имам користено LangChain. Сите тие се фреймворци кои овозможуваат оркестрација на агенти, овозможуваат платформа за комуникација помеѓу самите агенти. Како функционира флоуто? Значи она што го кажав од аспект на планер и екзекутор, само секунда, најдам тој дел. Планер и екзекутор, значи генерално работам со агенти како се имплементирани, само вака ќе зумнам, ќе ми кажете дали е окей. Како се имплементирани, да речеме еден планер агент во semantic kernel. Значи генерално semantic kernel нуди три можности, глобално три можности. Едната е plug and play, плагини, другата можност е нативни функции, третата можност е функции семантички. Нативните функции извршуваат функции во рамки на кодот кои се како методи или повик на апиња, семантичките извршуваат векторско пребарување, и оние плагини кои ги нареков се всушност плагини како чат сервис кои овозможуваат интеграција со foundational модели, open source модели и така натаму. Генерално приказната на тоа флоу е дека имам инициализација, ова сакав баш да ја го покажам, значи како се инициализира, пошто не стигнав на Global Azure, инициализација на инстанца од semantic kernel во рамки на еден агент. И ова се прави секаде генерално. Кога станува збор за агент, ова е делот каде што со чат сервис јас му кажувам кој модел да го користи. Моделите може да бидат различни. Тука користам GPT-4o mini ради трейд-оф на токени и прайсинг, ќе видиме тоа. Меѓутоа може да биде било кој модел како Claude, Claude 3.5 Sonnet, може да биде Claude 4 Opus, сега може да биде од Hugging Face, Mistral и така натаму. И генерално, значи, она што тука ми е од интерес да го покажам е во рамки на апликацијата, значи тоа е делот на апликацијата која всушност ја прави оркестрацијата, може да видиме дека секој агент живее во свој логички простор, кој практично е крстен skills. Ова е едниот начин на работа со агенти. Например, ако влезам сега во executor skill или во планерот, ако веќе го фатив, значи секој агент има свој промпт. Овој промпт темплейт е многу basic, ќе ви покажам со какви темплейти работам. Промптот многу луѓе го земаат здраво за готово. Мене не ми брка работа GNA, значи заради тоа што јас пробав и ништо не ми изгенерира. Не ти изгенерира ништо, најверојатно го прашуваш една реченица. Нема контекст. Било кој сега на улица да го сретнеме, го прашаме нешто без контекст, или ќе не погледне на криво, така? Или веројатно како е љубезен ќе ни одговори нешто што најверојатно нема да има врска со тоа што го прашуваме, освен ако не го прашуваме колку е саат. И агентиве, например, односно large language модели не знаат ни колку е саат моментално, пошто работат со cut-off threshold, освен ако немаат можност да пребараат на интернет. Значи, user промптот е едната конфигурација и другата конфигурација е всушност како функционира самиот агент, односно како апликацијата наречена агент го користи large language моделот. Колку токени може да искористи, колку токени е cut-off, која ќе биде температурата, односно степенот на негова креативност, колку ќе биде детерминиран, колку нема да биде детерминиран, колку ќе употребува одредени зборови и така натаму и така натаму. И тие генерално сите функционираат на тој начин. Ако се вратам на оваа сликата тука, она што сакав да ви го покажам кај тие агенти барем, ви покажав дека има direct handshaking, значи на самата визуализација. Тој генерално се случува на истиот начин се инициализира со тоа што, например, овој екзекутор агент има можност да инкорпорира внатрешно мемориски стор, тоа е всушност Azure AI Search, од каде што црпи информации нативно, и дополнително, кога ќе извршува одреден план, тука некаде доле, ранува, значи, периодично, еве го како се извршува, значи, самиот execution план, и дополнително во одреден момент може експлицитно да повика друг агент, асинхроно. Значи, асинхроно се стартува екзекуторот и асинхроно има можност од директен handshaking да викне друг агент, кој практично, еве гледате, влегуваме во Explore Agent имплементација, која се случува во контекст на пребарување на самиот веб. Значи, едниот дел дека може да комуницираат по correlation ID, другиот дел дека можат и меѓу себе да се повикуваат. Која ми е целта на презентацијата тука, дека едниот начин е да комуницираат со некоја централно место или меѓу себе, а другиот начин е овој каде што имаме оркестрација преку апликација. Сега ќе ви го покажам другиот пример каде што практично јас ги оркестрирам преку single point of view, односно тоа е Flask апликацијата Python.
Сега да не зборам сувопарно, еве го овој дел со до кај успеав да го развијам, значи како демо, а ќе ви покажам и до кај оди. Значи ова е генерално овој дел, како да изградиме time to market брзо решение. Сега ќе стартам и ќе ви покажам и во код како функционира. Само да видам дали е све наместено како што треба. Значи генерално станува збор за збирка од 6 агенти. Секој агент работи различна специфична област. Преку Semantic Kernel. Главната апликација ги оркестрира сите, асинхроно. Има можност да ги оркестрира секвенционално, еден по еден, или има можност да ги оркестрира паралелно. Ќе го покажам и тој дел од кодот. Значи тоа е многу интересно да се види, затоа што можат да работат паралелно. Сега ќе пробам да пуштам тука. Ево како изгледа ова флоу. Го видовме и на Global Azure, сега е малце апгрейднато. Значи генерално, само да видам во демоата, во SDLC. Имам спецификација, ево оваа фитнес апликацијата пак ја дзирнеме. Имам апликација за трчање, за трейл ранинг, за ранинг, таква апликација која е опишана на овој начин. Као со некој да правиме муаве, да и сакаме едно апликација, што ми брка работа, топ да ми е. Ова е тоа, топ шоп апликација. Ништо посебно, ќе му направам и Word Wrap да не мислите дека има нешто скриено ако го најдам. Ево, додуше и Word Wrap е направен, да. Значи, ова е описот на апликацијата. 3 пасоси, што генерално и не е добра работа, ќе ви кажам и зошто. Значи, ќе ја земам таа апликација, кога ќе ја пуштам сега да работи, ево сега ќе само да видам, пошто беше веќе пуштено еднаш. Веројатно ќе треба да стартаме на башка инстанца. Иначе си играм постојано со ова чудо, така да не ве чуди ако нешто. Добро, овде нема ни да функционира. Само секунда. Да видам да не... Ако не имам видео снимено, затоа што ова го менувам буквално на... Ај ќе опуштим уште еднаш. Океј. Знам што е работа, уствари падна и нет. Само секунда да си пуштиме нет. Сега би требало да окей. И ако падне ова ради лаптопов, да не ми се смеете. Ево. Localhost. Еве апликацијата. Да, сега веројатно има инициализација и слично. И сега ги како работат, ги покажав на Global Azure, сега се направени малце пооптимално да работат. И генерално секој агент се извршува во одредена единица време. Значи овој агент сега шопре, зема од тие 3 пасоси, прави техничка спецификација, кога што може да направи техничка спецификација и прави функционални requiremenти на тоа што го сакам. Пробува да направи, затоа што е многу лимитирано демо. Ќе ви ги покажам промптовите како всушност треба да изгледа вистинско. И тука генерално имам пресек, обрнете внимание на костот. Јас ке зумирам. Значи користам GPT-4o mini. Сакам со ово да ви доловам всушност за колкав кост станува збор, дека не станува збор за нешто не знам екстравагантно дека треба $10,000 да го направите ова. Туку станува збор за некој си разумен кост, може да го скалирате по број на реквести, затоа имам ставено статистика. Разумен кост кој ни носи дефинитивно, мене бар ми носи вредност. Не сакам да ве убедувам или да ве натерам или нели да форсирам, али мене лично ми носи многу голем бенефит. И еве го како функционира. Тука ги имам ставено секвенцијално да се извршуваат, ќе ви го покажам кодот дека можат да се извршуваат и паралелно самите агенти. Додека се извршуваат, веројатно и време да го покажам тој дел. Значи, од аспект на агенти, во овој software development life cycle, сега терминалот ќе си врти, вај да нема да не буни. Она што се случува е, само секунда, што фатам со маузот. Значи, ево вака зумирано. Еве каков е source кодот, значи тука ги имаме агентите. Каква имплементација е тука направена? Има base агент. Еве го како изгледа. Овој base агент е како base класа, fingerprint на сите други агенти, прави инициализација на Semantic Kernel тука и ги дава можностите за да се инкорпорира, да се стави Azure AI Search, да се стави Azure AI Service, да се стави нативна функција, семантичка функција и така натаму.
И генерално во рамки на апликацијата, тој е всушност буквално фингерпринтот на сите овие агенти. Значи, ако го отворам Architecture Agent, може да видите горе дека практично тој е дете, тој е наследен е практично од она што се случува во Base Agent, така натаму. А во рамки на апликација, она што ви го кажав, значи всушност има еден дел каде што јас ги инициализирам самите агенти, еве ги класите, и како такви ги користам во флоуто, само да ја најдам, да го најдам флоуто. Можам и да одзумирам вака. API процес, еве ги како функционираат. Значи секвенцијално се повикуваат еден према друг. Исто во ова од апликација може да го прави друг агент. Ме сваѓате на кај оди муаветов, така? Значи иста во оркестрација може да ја прави друг агент. Со иста во оркестрација друг агент може да прави фидбек механизам. Може да прави reinforcement learning на одреден податочен сет доколку го имаме дефинирано, а во контекст на она што се случува како комуникација. И така натаму. Ако се вратам на апликацијата, таа е завршена и има искористено 35.000 токени по некој пресек на токен од оваа рамка, може да сега не е точно за регионот кој работа, меѓутоа генерално не, еве да речеме 50 центи. Пола долар не кошта 35.000 токени за помалку од 2 минути беше, затоа што јас веќе бев свичнат. Значи за отприлика 2 минути. Ова чудо во позадина креира веб апликација, односно ги креира овие ствари. Првично почнува со спецификација, таа е во output ја мрднав. Само секунда, ево го спецификационот. Значи креира спецификација за апликацијата на највисоко ниво и дополнително креира функционални requiremenти кои се спремни да одат, кои се тазе спремни да одат во Jira со одредени, нели, потврди од наша страна, односно еве ги тие како изгледа overview на самиот систем. Ќе намалиме малку. Нефункционални, функционални requiremenти, еве ги Jira сторињата. Од тоа што му е кажано, значи толку му е кажано него, 3 пасоси му е кажано. И овие може да се имплементираат. После тоа, генерално во овој дел имаме, значи се креира по timestamp, ова ќе го исклучам сега да не врти. Се креира документација. Документацијата е layer документација, значи од аспект на што сакам од архитектура да добијам, и може да видите дека генерално некои основни функционалности како логин, како security, се ставени, апликацијските леери како ќе изгледаат, еве ги апињата како ќе изгледаат, дизајн на база за она што сакам да го имам и така натаму. И од овој дел, значи јас сум спремен овој документ да го дистрибуирам и до различни тимови да почнат да размотруваат, нели, да прават брейнсторминг и генерално да го поставуваат самиот систем. Еве го како изгледа. А кога сме кај други тимови, еве го на пример генерираниот бекенд. Тоа е Flask апликација, односно Python код. Еве го како изгледа, значи тука има конфигурацијски модел, сервисен леер, автентикација, авторизација и така натаму и така натаму. Ќе влезаме и во делот на фронтенд, чисто да видите како изгледа. И ќе покажам ова со колку токени е всушност направено. Ево го фронтендот, тој треба да биде React. Се надам не ве заболе глава дур скролом, ама за него читаме текстот. Значи ево како изгледа, тука се веќе и компонентите имплементирани. И ова рачунете дека е систем што сега запишува во документација. Значи тоа го прави моментално. И ќе влезам и во DevOps. Имаме го прашање? Океј. Ќе влезам во DevOps, значи тука има Terraform скрипти, може да бидат на различен начин имплементирани, јас чисто онака му давав Terraform и така натаму. Ова све се прави ако влезам во Architecture Agent-от, значи овде, ево како изгледа промптот, значи ова е пак минималистички фронт. И ако влезам во делот на максимални токени, гледате дека всушност ние располагаме со макс токени 2000. Тоа е многу мала да речам граница, односно фрейм кој му го даваме на моделот за да ги изгенерира нешто, а пак генерира. Пошто генерално токените нели се главна мерна единица за како функционира самиот систем. Сега како работи ова чудо, еве го индекс фајлот, јас ќе влезам, ќе го отворам да видите како изгледа прототип агентот што вади. Значи он си вади еве го логови, значи можам сега да внесам овде логови така, не знам, сум трчал, дистанца, време, пейс, елевација и така натаму и така натаму. Ќе пробам да додам, ми бара све да ставам. Чисто видиме дали функционира. 31 степен, average heart rate 132 и BMI 27. Ево го како функционира. Значи ова е некој прототип многу минимален со 2000 токени и така натаму. И ова се дешава во 2 минути. Сега, паралелно на ова чудо, мислам дека овде изгасивме све. Паралелно на ова чудо, она што пробав да го направам, тоа е да креирам апликација. Само секунда ви покажам и тука во овој дел на multi-agents. Значи, имаме генерирање на output. Значи, покрај оваа документација,
Еве го бекендот. Еве го апито како изгледа, да речеме. Еве го бекендот, еве тестови за бекендот, значи еве како функционираат. Со многу минималистичен скоп на output токени кои ги давам. Сега, доколку целото ова малце го редимензионирам и место 2000 токени му ставам малце повеќе токени, односно му ставам веќе токенизирачка рамка над 10.000, над 12.000, над 15.000, за истава оваа апликација добивам нешто вакво, кој од прилика трае 12 или 13 минути. Ќе симулираме друг пат да не губиме време сега, кој е заинтересиран може и директно ми пише. Али еве го како функционира. Значи генерира апликација Flask, што знам таа ми доаѓа. И со Fast App и работи и со Flask, небитно. Еве некоја дами дата што ми дава, го замолив да ми даде дами дата. И генерално еве ги endpoint-ите. За тоа што му го барам во текстот. Значи барам кога истрчам trail run или run обичен краток, да можам да си внесам параметри, вклучувајќи ги параметрите кои ме карактеризираат како човек. BME, тежина, висина, годра и така натаму. И еве како изгледа оваа апликацијевче. Бекендот е Flask, фронтендот е апликација која е React, еве ги Node Modules. За база не му реков ништо да прави, затоа што обично му треба околу 20 минути. Меѓутоа генерално последно време најчесто користам Dynamo, имплементација со Lambda на бекенд, или ако е на Azure некоја light варијанта, или генерално и све може да се испука во Redis или во Mongo за оние примери што ни требаат. Али сакам да ви кажам дека базава не ја ставам заради во интерес на време. Сега оваа апликација ќе ја стартам да видите која е разликата доколку работи пример 10 на минути чудово. И ќе ви покажам и со какви промптови работи. Само да видам на кој endpoint е хоснато. Добро, ова е бекендот уствари. Јас сега дека ќе треба да отворам да опуштам уствари фронтендот. Тоа е React. Не сум фронтенд девелопер, да не ми замерите, ама до нешто од нешто знам да пуштам. Значи тука генерално треба да опуштиме React-от со npm start. Бајде. Значи немам ништо менувано од она што изгенерирано. Со тоа што контекстот на моделите е многу поголем. Значи ова е прототип на апликација која се повели. За истиот систем промпт. Значи правиме муабет за истиот систем, мислам истиот систем промпт. Истото барање, не е ист систем промптот, ќе ти го покажам дека не е ист. Тоа ми беше поента. Значи добиваме вакво нешто. Кој може да го правиме респонсив, може да го правиме, не знам, Flutter, може што сакаме да го правиме. Значи добиваме ваква конфигурација, не знам дали му ставив за респонсив, али генерално мислам дека треба да биде обезбедено out of the box. Ево како изгледа. И сега тука, ова е дами датава за чисто да видиме нешто на дашбордот. Има можност да си додавам активности, не знам и ќе опробаме еве чудово, пошто јас генерално не знам дали го имам пробано. Дали работи. Значи го изгенерирав само и го пуштив да го имаме спремно, да си го гледаме. Еве Safe Activity, Redirecting, ево. Значи, не дека е ова bulletproof и дека ова е апликацијата што ние ќе ја хостаме и ќе ни биде $1 billion бизнис, ама генерално сметам дека ќе се сложите дека е something, после 10-15 нека бидат и 20 минути, пола сат и сат нека биде. Дури нека биде прототип избрусен, кој може да го користиме со placeholder да изградиме нешто, а со цел да се креира одредена апликација и добиваме систем кој изгледа вака со можност дури за конфигурација на параметри и така натаму и така натаму. Да, генерално да. Со тоа што веќе како што се креваат токените, се крева и прайсингот. Значи нема веќе кошта пола долар, туку ќе кошта неколку долари по агент, како што одиме нагоре, како што скалира и така натаму. Или мој предлог е на пример за такви некои решенија да се изгради до негде и да се фати после да се работи инженерски. Затоа што моево мислење кое реков нема го наметнам, само ќе ви го кажам. Овие технологии несомнено можат да го направат секој квази девелопер или девелопер. Сега за сега, баш вака како што е. Ама не може да го направат инженер. Значи ова си бара да му се специфицира архитектура, кај ќе биде хостирано, кој клауд провайдер и така натаму. Седо тоа е пак стратегија која е поврзана со самиот бизнис и како работи. Сега она што го прави генерално, само да видам кај можам да го најдам, мислам дека знам кај можам да го најдам. Еден промпт ќе ви покажам за да не забегуваме. Само да видам кај беше.
односно SDLC Framework, ова ми треба чудо. Например, како изгледа еден малце поголем промпт за архитектурата, пример, или функционалните requiremenти генерално. Само да видам дали имам верзија на тој промпт, да. Ево како изгледа тој промпт, да речеме вакво нешто. Ова е промпт, или ај вака да бидам малце по хардкор да се покаже како изгледа тој промпт. Ево како изгледа тој промпт. Значи генерално е конципиран во неколку мода на Discovery, има мод на концепирање, има архитектура, има модел на документирање и така натаму и така натаму. Значи генерално промпт што тежи и со кој може да се иницијализираат агентиве за да може да добиеме вакво нешто. Значи мора да му се специфицира. Сега која е идејата? Идејата е дека колку подобро специфицираме, толку подобро ќе добиеме. Иста во оваа работа може да се добие со Cloud Code, односно со Cloud, со било што може да се добие, или колку од вас користат е моментално за девелопмент? Значи нека и ChatGPT све, значи речи си сите, така. Колку пати сме се нашле во ситуација, ова помага, ама не е тоа. Не е тоа, толку колку што ќе му оставиме простор да не е тоа. Значи секој оној геп што ќе се остае along the way, баш така го кажувам, е простор за моделов да почне да измислува, да почне да ни одговори, а моделите се бајас да не задоволат. Тие се секогаш бајас да не задоволат. Така да во тој сегмент влегуваме практично во ситуација кај што може да влеземе, не ставаме кештор механизам и сега ни рекло Redis, па не било Redis, па пробуваме да се вратиме Mongo, па не било Mongo, чекај нешто друго ќе користам, каша попара се деси. Така да многу е важен контекстот и систем промптингот за да го добиеме овој момент. Повели имаше прашање. Така, тоа зависи од изборот на модел. Значи генерално моделите имаат токенизирачка рамка 32K, 128K, Gemini има 1 милион и така натаму. Многу е важно, ако е 32K, да не го оптеретиме со системски промпт од 27K и да очекуваме дека ќе ни врати некакви резултати, без разлика дали е software development lifecycle апликација или некое резонирање на одредена апликација. Значи, што се случува во тој момент? Ако е надмине токенизирачката рамка, практично сме го оптеретиле со информации, почнува да заборава тоа што сме го кажале претходно. Тоа се случува. Исто ко со човек. Сега ако фатам овде и 2,5 сати да зборам, вие може да глумите срекни, ама генерално нема ме слушате 2,5 сати и нема ги примите сите информации за 2,5 сати. Тоа е таа токенизирачка рамка. Има механизми како да го подсетуваш. Значи кога ќе се надмине со threshold механизам се подсетува. Океј, надминавме 30K, а промптот е голем, сумаризирај го ова и прати му го пак. И саш оправно 30K прави 2K и му го праќа назад и тоа е како исто правиме муабет и ти викам, како ти е името? Симон. И ти викам, Симон, ама преска ова што правевме муабет види напред, така, па пак правиме пола сат муабет, ама иди заврши, ме разбираш? Практично цело време јас те подсетувам за да не го изгубиш контекстот на она што ни било предмет на интерес. Така да тоа функционира во пракса. Генерално мислам дека имам уште 2-3 минути да покажам како функционира нештото на Azure. Сакав тоа само да ви го доловам горе, како се извршуваат работи, и со тоа ќе направам wrap-up и може да продискутираме после. Значи, генерално ова Agents во превју, Agents AI сервисот, кој практично треба да биде глобално достапен за многу брзо. Тука креирав едно агентче, креирањето е многу едноставно, значи го креираме самиот агент, ставаме кој модел ќе го користиме, може да ставиме инструкции, а и не мора да ставиме инструкции, и генерално добиваме конекцијски стринг до самиот агент. Значи, ако влезам сега во едно од решенијава, само да видам во кое го имав тој, Agent AI Search, тука во конфигурација, ајде да не обарам, ама негде треба ми е конфигурацијскиот, ево, API-ќињата и сите овие поинти со кои се директно поврзуваме со него. Значи има connection string, односно неколку киовци со кои се поврзуваме до ова што моментално е достапно на Azure. Сега, овој агент самиот по себе нема врзано ништо. Значи ова е чист large language модел и можам да го направам сега, мислам да го прашам what is happening today at base 42, не знам, вакво нешто. Чисто ви доловам само една ситуација како функционираат. Значи не знае што се случува во base 42. Така катов механизам имаат самите large language модели.
Сега со сорсови на информации кои може да бидат од различен карактер ги зборнавме, јас можам да му речам, окей ти друже, ја ќе ти дам постоечки векторски стор. Тој векторски стор го спремив и генерално содржи информации за мене и за Дуле дека ќе предаваме, содржи информации за Microsoft Season of Agents, ова што го правиме денес, за самиот meetup што ќе презентираме и за Conductor Orchestration, ја објаснува оркестрацијата. И еве го, сега ќе додадам и ќе прашам истото прашање. Овакво, или ќе му речам, или вака можам да речам сега today is May, не знам, 26, пример, нешто вакво, не видам. Ете, и со тајпо нека биде. Значи, гледате дека почнува да бара всушност во фајлови и практично доаѓа до моментот на искористување на индексот и еве од кај успеа да извлече информации. Значи, ова влечење на информација од векторски стор, замислете го како база, како кеш стор, како било кој logic app, како било што функционира околу на циклусот. Значи, му дава еден можност да го донесеме up to date или да го кастомизираме за она што нас не се случува како компанија или како use case. Тоа е еднава ситуација. Сега, ова може, реков, да се направи со logic app. Презентирав таков пример во ноември на сесијата, кај што зборев нели во живо, тоа се снимаше на компјутер, влегуваше во Vector Store. Така, и некој ако го прашам чатботот за што правевме муабет до сега, оно ми сумаризира и викам Миодраг правеше муабет за ова до сега. Тоа е направено со speech to text, text to vector, vector to повели на моделот, што прави Миодраг моментално. И се многу интересна работа што сакам да ја покажам е, например, код интерпретацијата и со тоа да завршиме. Значи во код интерпретација, само да видам кај ме беше мене таа код интерпретација. Multi-agents. Мислам дека ми беше во индекс дата. Да. Значи тука сега ќе му закачам скрипта, Python скрипта и ќе ви ја покажам таа. Ќе ви ја покажам прво Python скрипта, да видите на што мислам. И ќе ви кажам и шо. Значи ова е Python скрипта која зема фидбек во кома separated value. Јас тоа чисто го измислив, фидбекот од присутни, од студенти, од така натаму. И прави одредена аналитика како поминало предавање. Ево како изгледа. И има можност дури да плотира нешто. Значи чиста Python скрипта во која има и пакети како што се Pandy, Matplotlib, Seaborn, NumPy и така натаму и така натаму. Сега, ова скрипта јас ќе ја закачам тука. Ќе му ја додам на самиот агент и мислам дека имав спремно едно промче тука негде. Само да видам кај ме беше ево. Значи, и сега ќе му речам, анализирај го овој фидбек врз основа на кома separated value вредностиве. И ќе му давам малце по хардкор кома separated value. Ево како изгледа кома separated value. Значи има име, не знам, презиме, рейтинг, курсот кој го слуша и така натаму. Ево го ствари цел пром сум го зачувал. Сега ќе му го давам на моделот и ќе ја покажам што се случува позадина. Значи, моделот генерално нема ваква скрипта кастом за функционирање. Така, сега замислете ова Python скрипта како било што ви би било од интерес за да го реализирате. И погледнете што прави. Не оди во file search, туку он препознава во code interpretation дека има скрипта која може да искористи да соодветствува на прашањето кое го барам. Оној function calling метод што го викаме, што не е викање на функција, односно е викање на во случајов извршување на sandbox во рамки на студиото, окей? И тој sandbox всушност ги импортира пакетите и ја добивам оваа аналитика. Можам и да му речам plot me, само секунда, the graphics as well. Graphics analysis as well, пример, не знам, би требало да функционира. Значи ова пак треба да препознае дека јас имам скрипта во која можам да плотирам и да препознае дека всушност правиме муабет за фидбекот. Значи го има оној ретеншн механизам на пораките да ги чува, односно предходната дискусија да види што се прави. И овде погледнете дека веќе ги импортираше тие библиотеки и еве што добивам со помош на тој модел. Сега ќе пробам вака зумнам овде кога што можам да зумнам. Еве го како изгледа. Значи ова го добивам out of the box со креирање на sandbox и со користење на самиот модел. Како изгледа повикувањето, она што сакав да ви го покажам практично. Само да видам како можам да ви го покажам, пошто овде ми избега. Еве го. Значи има еден тред, она што го зборевме од самиот диаграм на почеток, во рамки на тредот има повеќе ранови, односно направивме 4 ранови. Првиот ран
бараше файл search, не најде информација, така ми пиша дека уствари нема таква информација. Веќе од вториот ран имаше и почна да кажува за BS42, за она што го најде и така натаму, еве го целиот текст, тој текст извлече информација го прикажа и веќе во последните два ранс еве има и код интерпретација и може да интерпретира. Значи генерално извршување на скрипта. И сега тоа ме поттикна, баш ова е чисто онака wrap-up да направиме, ме поттикна да ви го покажам Agent Conversation, мислам дека се викаше, да. Уште ова и да завршиме. Например, многу пати сме се нашле во ситуација да сакаме нешто да направиме и треба консултација со некој, а тој некој може да биде Jira, може да биде Confluence, може да биде било кој стор. И сега што се случува, значи или ни треба некој човек, а знаеме човеков како размислува, имаме сторирана документација или документација за некој проект и небитно. Генерално она со кое се занимавам во моментов е како да изградам систем на агенти кои можат да прават муабет меѓу себе, а да имаат арбитража. И тоа вака функционира. Сега го покажам. Знам дека вака звучи чудно, ама сега ќе го покажам, едноставно е многу. Значи генерално имам два агенти кои сакам да си прават муабет на одредена тема. Со GPT-4 Omni ова е нешто сега што си го провизионирам онака чисто во слободно време што го немам. И му викам, не знам, еве, баш преска го пробав, како да направам архитектура за Python Flask апликација за to-do list management. И овде ставам еден арбитрор. Значи му викам на друг трет агент, му викам ти слушај ги овие два што прават муабет, и ако приметиш дека сме дошле, сме исполниле целта, а не е истечено времето, заприја комуникацијата, доста им е зборење, значи сме постигнале целта. И сега генерално првиот агент почнува да одговара на ова што е муабет, еве го. To build a robust Python Flask application for managing a to-do list и така натаму и така натаму. И еве структурата, сега да ви покажам баш, еве структурата ја покажува и така натаму. И се кажува определени нели постулати на софтвер инженеринг. И кога ќе дојдам подоле, сега ми отиде многу горе. Треба да ставам стоп, да, добро. Еве го сега вториот агент што вика. Вика, I think this structure is solid and lays a great foundation и така натаму for your to-do application. И сега, веројатно, ќе треба да одзумирам, пошто не можам да ги следам веќе, ама треба да ставам подобар логинг, небитно. Можам и да ги стопирам, уствари. Значи, еве, одговара апсолутно, односно, еве го, овој одговара, нели, на второто прашање, му вика, I think that the structure is solid and a great foundation for your Flask app. И еве доле, thank you for your insightful, значи си прави муабет еден со друг. Додека не дое арбитража, му каже дека е завршено или слично. Во оваа ситуација уште не ја постигнале целта, односно се свртеа во луп. Значи како функционираат. Не знам дали воопшто се упали арбитражата, не се упали. Небитно, ајде ќе видиме дали ќе се упали, сега друг зборам. Значи целта ми е да покажам дека сега работам на концепти за арбитража, меѓутоа целта ми е да ви покажам дека може да искористите кластер од агенти и да ги дизајнирате на начин да си прават муабет меѓу себе, со цел да постигнете одредено решение, а при тоа во приказна да имате уште луѓе кои можат да го живеат, да го виреат она што вие го правите. Тоа може да го направите со локален сетап, не мора да трошиме foundational модели, али генерално гледате дека се добива дискусија, убава дискусија. Значи, пример, два GPT модели, или може да врзете Claude со GPT и да направите brainstorming за како да креираме одредена апликација, документација, не знам, артикл некој и така натаму. С арбитража не се упалува, веројатно си верглаат, пошто менува во системски промптови, али има време кое ќе истече, кое ќе им каже дека е тоа и всушност ќе ја сумаризира дискусијата. Да. Агент 1, агент 2. Добро. Тоа е генерално, дечки, од моја страна. Само да видам дали има нешто што ни остана во презентацијата. Чисто како next steps, она што сакам да ви кажам е дека ова све се случува со Semantic Kernel, може да го работите со AutoGen, може да го работите и со други фреймворци кои ја прават оваа оркестрација, без разлика што ќе работите. Важно е да ги знаете фундаментите, важно е да знаете што сакате, важно е да знаете што сакате да постигнете од тоа што го промптате или го прават истите. Било што да ви интересира, јас сум повеќе од среќен да си пишеме, да разговараме, да правиме нешто, затоа што сметам дека оваа материја што допрва се развива и ќе бидам многу среќен ако било како формален или неформален сетап со било кој од вас, а да не звучам скромно со сите од вас, да правиме муабет на тема агенти, да правиме муабет на тема како да се дизајнираат вакви решенија, не со цел да не заменат нас,
туку со цел да не направат поефикасни, знам дека звучи мех, али поефикасни во начинот на размислување, на действување, на дизајнирање, на имплементација и воопшто на квалитетно испорачување на софтвер. Чи не правиме муабет, ми изгенерира код, кликнав accept, работи, не ми чуе уво, туку правиме муабет, изгенерирав код, работи, да видам што може да се подобри, да го пуштам и тоа го направам за пократко време и така натаму. Фала ви ептен на вниманието, се надевам дека ви беше интересно. Диригентската палка ќе му ја препуштам на Дуле и ќе искористам можност да си направам едно селфи за вас. Иди ми ја пуштеја на Microsoft Developer Community. Не мора кјутите. Ај вако успори да ради светлава. Добро, топ. Дечки, фала ви на внимание. Дуле, можеш да превземеш директно ти. Може да си земете пивце, таман да се излуфтира и да продолжиме. Па мислам дека ќе ти одземам време, може да направиме нетворкинг на крај, така да. Добро. Ти така викаш, ама. Се слагам. Апсолутно.